Синдикатот на УПОС и представници на ССМ денеска го посетија Центарот за социјална работа во Прилеп, каде што уште еднаш ја изразија својата поддршка за колешката кон која што пред 3 дена беше извршен обид за убиство додека ја вршила својата должност. Истакнаа дека веќе издвоиле одредена сума на пари како поддршка при опоравувањето на повредената социјална работничка. Ние како синдикат со години наназад единствено барање најважно ни беше за центрите за социјална работа безбедноста на работниците. Дека јавноста мора да знае дека овие колеги позади нас извршуваат многу специфична работна задача со најмаргинализираните групи во општеството. Нивните не е прв пат да бидат физички нападнати, не е ни прв пат да бидат усмено нападнати. Меѓутоа прв пат е на ваков начин странка да дојде во канцелариите и со пиштол да пука намерно кон вработена во Центар за социјални работи. Освен физичка заштита на центрите, побараа и физичка заштита кога социјалните работници излегуваат на терен. Меѓутоа не е работата само да има физичко осигурување на влезот на Центрите за социјална работа. Проблемот е кога овие луѓе излагаат на терен, бидејќи на терен имаат најмногу закани и најмногу напади. Овие луѓе имаат едни од најниските плати во државата, немаат додатоци на плата, немаат дежурство платено, немаат приправност, немаат скоро ништо. Директорот на Центарот се надева дека во најскоро време ќе биде реализирано ветувањето на Министерството за физичко обезбедување на овие објекти низ цела Македонија. За жал, повеќето од нас се веќе на примање на терапија во општата болница во Прилеп, некои се веќе и на боледување, така да сега работиме со до некаде преполовен капацитет на вработени, но ќе процесот продолжува на работа во Центарот. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади рекоа дека оваа постапка веќе била во завршна фаза и дека наскоро ќе бил објавен и јавен оглас за ваков вид на јавна набавка.